Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Еве не повторно денеска, 14. април, петок 2023 година. За еден дел од христијаните денеска го нарекуваат Велики петок и со право, бидејќи пред 2000 години нешто се случило на оваа земја, кога римските војници го распнале Спасителот на светот Исус Христос. Така да денеска малку повеќе време ќе посветиме токму на настанот кој се случил тамо некаде во близина на Ерусалим, на брдото Голгота, каде што Исус Христос бил распнат. Но на почетокот, еве да кажеме неколку кратки сервис информации. Веќе го трошиме скоро половина од април, иако минатите денови беа доста свежи, можеби бевме изненадени, на планините имаше снег, но сепак температурите полека почнаа да се качува, така да не очекува убава пролет. Значи, денеска е 14. април, петок 2023 година. Порака до возачите, возите внимателно, бидејќи раздвиженоста е голема овие денови и овој викенд, велик ден е, така да многу луѓе ќе излезат на улица, на плоштадите, многу деца ќе има на пешачките премини, така да бидете, почитувани возачи, внимателни. Што се однесува до минатото, до историјата, еве денеска ќе си припомниме што се случило во минатото на денешен ден, 14. април 2023 година, меѓутоа во минатото да видиме што го забележала историјата. Еве, например, во 1629 година на денешен ден роден е холандскиот астроном, математичар и физичар Кристијан Јагенс, кој во 1655 година ја открил тајната на изгледот на прстенот на Сатурн, наблюдуван од Земјата, и ги објаснил промените на тој изглед. Понатаму имаме други информации, например 1759 година умрел германскиот композитор Георг Фридрих Хендел, познат е во музичкиот свет, кој заедно со Јохан Себастијан Бах е наистакнат представник на барокот во музиката. Во 1865 година, на денешен ден, американскиот председател Абрахам Линколн е смртно ранет во атентат, неколку дена по завршувањето на 4-годишната американска граѓанска војна со пораз на јужните држави во Конфедерацијата. Врз него во ложа на Вашингтонскиот театар, Форд театар, пукал Џон Бут, наводно умно пореметен актер. Значи, еден од глумците, интересно, имал пиштол и смртно го застрелал, односно го повредил и го ранил секако председателот Абрахам Линколн. Линколн следното утро им подлегнал на повредите. Значи, бил убиен во 1865 година на денешен ден, 14. април. Одиме понатаму. Има многу настани, многу луѓе починале, секако се запишани затоа што биле познати во историјата и им се дава на еден начин почит. 1945 година американското војно воздухопловство во Втората светска војна во текот на самото бомбардирање на Токио ја погодил и палатата на јапонскиот цар. Ете, тоа се случило во 1945 година. Еве нешто и од Македонија. Во 1991 година во Гевгелиев умрел Илија Џаџев, македонски културен деец, професор и писател наистакнат
interpretator na havajski pesni. To ima objavljeno 19 stihozbirki, a napišalo okolo 8000 aforizmi. Roden je v Evgelija na 5. oktobri 1926. godina. V 1992. godina na današnji den v garnizonot v Ohrid pristigna prviot regrut pripadnik na armijata na Republika Makedonija. Znajme do 91. godina služivme v JNA, togašnja Jugoslavija, no Makedonija već se osamostoji i v 92. godina ete prviot vojnik koji došel da služi makedonska armija v Ohrid. Evo uštedna vest. V 1997. godina v Skopje umrel Vidoje Podgorec, makedonski pisatelj i patopisec, najpoznatiji njegovi dela se Razvigorče, Ajdučka češma, Beloto ciganče, Vesela azbuka i Čisti race, rodene v selo Kolešino, Strumičko na 8. juni 1934. godina. Vidiki, ja spoteknuo od Kolešina, lično go znam, go poznav čovekot, bev mal, međutim, bev svedok na Beloto ciganče, filmot koji se snimaše v Kolešin, odnosno na gumnuto pod samo to selo, tako da nekako mali deca gledavme kako Romite na konji javat i svi to oni glumci koji učestvuva v snimanje to na ovoj film, na ova serija Beloto ciganče, tokmu napišeno od ovoj pisatelj Vidoje Podgorec i učilište to koje vo selo to Kolešino, 8-godišno i sega 9-godišno, nosi ime na ovoj pokojen pisatelj Vidoje Podgorec. Evo ušte jedna informacija. V 2007. godina najmalku 37 ljudi zagina, a 50 bea ranjeti v eksplozija na automobil bomba na avtobuskata stanica v irački od šiitski grad Karbala. Napado se slučil na okolo 200 metri od svetilišteto Imam Husein, kada je pogreben vnukot na prorokot Muhamed, jedno od najvažnijih svetih mjesta za šitite. Karbala se nalazi 80 km južno od Bagdad. Navistina golema tragedija, došli luge da se poklonat, da se molat, a nekoj go iskoristil toj sobir na luge, podmetnal bomba i kako što gledame, odnosno kako što pročitavme, najmalko se 37 lugi zaginale, a 50 bile ranjeti. Evo, put što gledat ćete vovednite izveštaj, odnosno temi koji gi prigotivme za početokot na ova naša utrinska programa, se godime so pesna, potok i se vratime da je produžime naša ta programa. Ja znam da možeš, ja znam da možeš od mraka svetlo stvoriti, od suza dugu razliti i smrti život vratiti. Ja znam da možeš sve. Ja znam da možeš, ja znam da možeš od pola biser stvarati, od znoja hleba davati, od truda mnogo radosti. Ja znam sve možeš ti. Može li slomljeno krilo ponovo leteti nebu? Mogu li čovek i žena ponovo naći sreću? Mogu li rane zarasti i sužnji doći slobode? Da li se žene duše mogu napiti vode? Ljudi nemaju leka za ove jade svoje, ali ja verujem tebi, Isuse, sve možeš ti. Ja znam da možeš, ja znam da možeš od mraka svetlo stvoriti, od suza dugu razliti i smrti život vratiti. Ja znam da možeš sve. Ja znam da možeš, ja znam da možeš
od pola biser stvarati, od znoja hleba davati, od truda mnogo radosti, ja znam sve možeš ti. Može li pustinja suva postati rajska bašta, može li kameno srce naučiti da prašta, može li Bog da mi vrati što smrt mi je uzela moje, može li ljubav da vrati veru u srce tvoje. Ljudi nemaju lijeka za ove jade svoje, ali ja verujem tebi, Isuse, sve možeš ti. Ja znam da možeš, ja znam da možeš od mraka svetlo stvoriti, od suza dugu razliti i smrti život vratiti. Ja znam da možeš sve, ja znam da možeš, ja znam da možeš od pola biser stvarati, od znoja hleba davati, od truda mnogo radosti, ja znam sve možeš ti. Ljudi nemaju leka za ove jade svoje, ali ja verujem tebi, Isuse, sve možeš ti. После ова песна, почитувани гледачи, еве повторново емисија, вие следите утринската програма на Радио Гласна надежта. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и во живо следите нашата утринска програма. Продолжуваме со капки на мудроста и читање на делови од Светото писмо. Љубомората е броење на туги срекни моменти наместо броење на своите. Љубомората може да го направи несреќен и најбогатиот. Да оставите гневот да тлее во вас е како да подигнете од земја вжештен јаглен со намера да го фрлите кон друг. Вие сте тој на кого му гори раката. Животот не се мери со секунди, туку со моменти кои не исполниле со среќа. Има само една работа која може да ве спречи од остварувањето на соновите, а тоа е стравот од неуспехот. Човек мора да биде доволно голем да ги признае своите грешки, доволно паметен од нив да има корист и доволно силен за да ги исправи. Брчките се патеписи на животот. Еве, тоа беа овие неколку капки на мудроста, верам беа интересни и поучливи, така да може да ги употребиме, односно да се поучиме од нив, за да не погрешиме како некои што погрешиле во минатото. Сега наред да го прочитаме 57 псалом за ова наша утринска програма. Насловот е молитва за спас од прогонителите. Смилувај ми се, Боже, смилувај ми се, зашто мојата душа наоѓа прибежиште кај Тебе. Под сенката на Твоите крилја ќе се засолнам додека не мине опасноста. Кога Севишниот Бог повикува, упатувам молитва кон Него, кон Бога, кој своите намери за мене ги исполнува. Од небото ми испраќа спасение, ги поразува оние кои ме гонат. Ги испраќа Бог љубовта и верноста своја. Меѓу лавови се наоѓам, меѓу ненаситени зверови лежам, меѓу луѓе чии заби се копја и стрели, чии јазици се остри мечови. Возвиши се, Боже, над небесата, славата Твоја нека ја исполни земјата. Мрежа поставија за моја нога, за да ја заробат мојата душа. На мојот пат јама ископаа, но самите во неја паднаа. Подготвено е моето срце, Боже, подготвено е моето срце, ке пеам и ке свирам. Разбуде се, душо моја, разбудете се, харфо и лиро, ке ја разбудам и зората. Ке те слава меѓу народите, Господе, пред луѓето ке пеам за Тебе,
zašto голема je љубовта Твоја, до небесата достига, до небото е верноста Твоја. Возвиши се, Боже, над небесата, славата Твоја нека ја исполни земјата. Вистина, убав псалом, убави зборови, убави мисли, кои произлегле од срцето на Давида, а тој ги преточил, ги напишал на хартија и денеска ние може да ги читаме, да се навистина радуваме и да црпиме духовна сила, како што и тој црпел сила од самиот Господ. Тој вели, меѓу лавови се наоѓам, меѓу ненаситени зверови лежам. Секако тоа е една символика, бидејќи меѓу лавови тешко човек да остане жив, но тој луѓето, непријателите ги нарекува лавови, зашто тој како цар имал и домашни, внатришни непријатели и надворешни. Често пати морал да го напушти престолот свој и да побегне во шума со своите војници. Меѓутоа секогаш тој својата надеж и својата вера ја потпирал токму на Господа. Одиме сега, почитувани гледачи, повторно со песна. Bez tebe sam nemoćna, izgubljena. Ja volim te, ja trebam te i svaki put ja tebi vraćam se. Oče, želim ti sada priznati, najbolji otac si ti i jedini. Oče, nebeski oče, dugo lutala, bez tebe sreću tražila. Oče, nebeski oče, nigdje spokoja nema za mene bez tebe. Ja volim te, ja trebam te i svaki put ja tebi vraćam se. Oče, želim ti sada priznati, najbolji otac si ti i jedini. I svima želim priznati koliko sad mi značiš ti. Srce ti predaje i tvoja ostaje. Oče, želim ti sada priznati, najbolji otac si ti i jedini. Ja volim te, ja trebam te i svaki put ja tebi vraćam se. Oče, želim ti sada priznati, najbolji otac si ti i jedini. Najbolji otac si ti i jedini.
Еве неповторно програма почнува гледачи, продолжуваме со вестите од светот. Денес имаме интересни вести од државата Мјанмар или поранешна Бурма. Да видиме што ќе ни каже Семјуел Соу, се вика човекот кој ќе ги раскаже овие вести. Врските се многу важни во Мјанмар. Не е важно кој сте или што имате, туку кого познавате. Мислам дека и овде во Македонија, ако имаш врски, ќе направиш, ќе сториш, ќе завршиш некоја работа. Еве и овој човек признава дека во неговата држава врските се многу битни, многу важни. Но изгледа дека врските не им биле од голема полза на водачите на адвентистичката црква, кога им требало да добијат одобрување од властите да изградат поголема училишна зграда во главниот град Јангонг. Бројот на ученици кои се запишуваат во училиштето постојано расте, достигнувајќи до 650 ученици запишани во две мали училишни згради кои се користат од 1975 година. Водството на училиштето нема друг избор и мора да ги одбива учениците кои сака да се запишат поради ограничениот простор. Водството на црквата стапило во контакт со градските власти за да добие одобрение дозвола, значи за изградба на нова училишна зграда, но никој од властите не сакал да ги потпише документите за да издаде одобрение за градба. Водачите тогаш посегнале по своите лични контакти во градските власти, но повторно ништо не се случило. Генералната конференција на Христијанската адвентистичка црква, највисокото административно тело во црквата, ја препознало потребата за изградба на ново училиште и одобрило средства за Јужно-пацифичката дивизија која во 2012 година припаѓа и Мјанмар. Значи, од таа година и ова држава е припоена новој дел, значи во оваа дивизија во Јужно-пацифичката дивизија. Парите биле на располагање, значи имало пари, биле дозволени, но локалните црковни водачи не можеле да воспостават вистинска врска со градските власти кои би го одобриле проектот. Поминале дури 3 години, чекајки и надевајки се. Во меѓувреме било избрано ново црковно раководство, бидејќи новите водачи немале контакт со градските власти кои би го одобриле проектот, дигнале раце од идејата за новото училиште. Приказните изгледале како несовладливи. Значи, скоро изгубиле надеж дека ќе добијат дозвола за изградба на нова школска зграда. Семјуел Соу, председателот на Јужноазиската пацифистичка дивизија, роден во Мјанмар, благо ги прекорил локалните водачи во црквата. Знам дека немате пријатели и не познавате влијателни луѓе, но Бог е на наша страна. Ако побараме од Него, тој ќе не води во ова. Ги повикал сите верници да се молат за повторно да се поднесе молба до градските власти за одобрување на изградба на зградата. Водачите се молеле и ја посетиле канцеларијата на градските власти, во која службеничката ги примила на разговор. Нејзиното лице се зацрвенело кога слушнало дека тие го представуваат новото адвентистичко училиште во Јангон. Вие сте од тоа училиште, изјавила таа радосно. Јас учев во тоа училиште. Многу ги ценам вредностите на и образованието кое таму го стекнав и поради тоа и моите 2 деца токму сега таму го стекнуваат своето образование. Кога слушна дека училиштето планира да се прошири, таа изјавила дека лично ќе се погрижи за сите документи. Ќе ви помогнам и ќе се погрижам за сите неопходни документи, рекла ова жена. Се што кажала во краток временски период и го исполнила. Конечно започнале градежните работи околу новата училишна зграда. Новата училишна зграда е посветена на Бога во 2070 година, на свеченото отварање на кое присуствувал и самиот врв на адвентистичката црква, Тед Вилсон. Тој на професорите им порачал: Исус секогаш
да биде во центарот на образованието, им рекол дека училиштето е многу значен центар на влијание во Јангон, град во кој живееле околу 5 милиони луѓе. Училишниот благајник Весли Џо ја изразил својата благодарност на верниците на црквата за даровите кои ги приложувале за училиштето во второто тримесечие во 2012 година во рамките на приложувањето на даровите на 13-та сабота. Со ова биле собрани $300,000. Изградба на црковната зграда, според пресметките, чинела $1,3 милиони. Од донаторите биле собрани $425,000. Генералната конференција приложила $400,000. $200,000 уплатила Јужноазиската пацифичка дивизија и $50,000 Адра. Училиштето тежне да биде зрак на божествената светлина во локалната средина, вели директорот Сао Лајх Вах. Новата училишна зграда ќе може да прими 800 девојчиња и момчиња, а уште деца ќе може да се примат доколку продолжиме да ја употребуваме и старата зграда. Училиштето во моментот има 648 ученици, од кои 28% потекнуваат од адвентистичките семејства. Самуел Сао, председател на дивизијата, смета дека изградбата на ово училиште е вистинско чудо. Можеби немаме некои влијателни контакти со властите, но го имаме најзначајниот контакт, а тоа е Бог. Елена Вајд вели, Бог ќе го исполни своето дело ако му дозволиме да бидеме орудие во неговите раце. Кога го бараме, веруваме и имаме доверба во него, тој ќе не поведе и ќе ни помогне да се избориме со проблемот. Бог е секогаш присутен. Зошто? Затоа што тоа е неговото дело. Еве интересно искуство, почитувани гледачи, интересни вести, како верниците во ова место, во ова држава, навистина го измолиле тој договор или таа дозвола од Бога. Ете, преку ова секретарка која ги примила на разговор, а таа како девојче завршила во адвентистичко училиште, дури и низините деца ги испратила таму да се школуваат, помогнала да навистина добијат одобрение и дозвола за да се изгради ова училишна зграда. Ево уште неколку мисионски информации. Мајнмар има 233 цркви и 30,920 верници. На популација во државата од 52.414.000 жители има еден адвентист на секој 1695 луѓе. Во Мајнмар активно работат 2 адвентистички факултета, издавачка куќа, дописна библиска школа и гласот на надежта или гласот на пророштвото. Еве, тоа беа интересни вести, верувам се охрабривме да и ние кога имаме некои потреби, проблеми, да ги изнесеме пред Бога. Бог има решение, почитувани гледачи, за се она што ни стои како пречка во нашиот живот, но потребно е да покажеме чврста и непоколеблива вера во Господа. Одиме сега повторно со песна. Ja volot me napaѓа,
Сакате ли да бидете здрави и убави? Одговорот сигурно е да. Во Библијата постои еден прекрасен рецепт кој ни обезбедува духовно здравје и убавина, а тоа е рецептот на блаженствата. Една од најчесто повторуваните фрази на денешнината е да се биде здрав. Насекаде слушаме за тоа како да постигнеме добро физичко здравје, да имаме избалансирана исхрана, редовно да вежбаме, доволно да спиеме. Исто така рекламите ни прикажуваат луѓе со здрав изглед и ние се стремиме да бидеме како нив. Често размислуваме за здравјето во физичка смисла, меѓутоа забораваме или ја занемаруваме нашата духовна состојба. Иако сме насочени само на физичкиот изглед, нашите напори се безвредни. Нам ни е потребно да го негуваме и нашиот духовен живот. Во својата проповед на гората на блаженствата, Исус ни дава еден од најголемите рецепти за да уживаме духовно здравје и убавина. Здрави се чистите по срце, бидејќи ќе го видат Бога. Колку страшна мисла да се види Бога. Ако се нашите мисли и дела чисти, ние можеме да го гледаме Него лице во лице. Уште на оваа земја, здравиот христијанин ги ужива своите мисли и ги чува своите мисли невини и неговиот ум е фокусиран на Христа или во Христа. На тој начин ние можеме да ја препознаеме Божјата рака во нашите животи, да го искусиме Божјото водство кое ги управува нашите чекори и не чува од секое зло. Евреите, почитувани пријатели, многу строго внимавале на таа чистота, па затоа и нивните бројни прописи биле премногу тешки. Нивните мисли постојно биле обземени со правила, ограничувања и страв да не се оскврнат однадвор. И не можеле да ја забележат дамката што себичноста и злобта ја остава на нивната душа. Исус не ја навел таквата чистота како услов за влез во Неговото царство, но е истакнал потребата човекот да има чисто срце. Мудроста што доаѓа озгора е најнапред чиста, вели апостол Јаков. Во Божиот град нема да влезе ништо што е осквернето. Оние кои сакаат да живеат со Него или во Него, мора уште овде на земјата да има чисто срце. Кај оној кој учи од Исуса, се повеќе ќе се јавува одвратност кон она лошото однесување, недоличното однесување, недоличните зборови и непристојните мисли. Кога Христос престоја во срцето, мислите и однесувањето секогаш ќе бидат чисти и благородни. Но Исусовите зборови велат: блажени се чистите по срце. Ти имат едно длабоко значење за сите нас, почитувани гледачи, да имаме чисти мисли и чисто срце, непорочни, ослободени од она што е сетилно, неоскврнето со тие страсни желби, туку искрен во сите скрини намери и мотиви на срцето, ослободени од гордоста и самолюбието, скромни, несебични, слични на Христа. Само сличните меѓу себе се ценат, се додека во овој живот не го прифатиме принципот на самопожртвување, кој е основно начело на неговиот карактер, не можеме да го запознаеме Бога. Срцето измамено од сатаната на Бога гледа како некое тиранско, немилосредно битие. Себичните човечки особини, па дури и особините на самиот сатана му се припишуваат на Создателот полн со љубов. Ти си помисли, кажува тој, дека јас сум како тебе. Неговата добронамерна грижа и водство луѓето ги сметат за израз на некоја самоволна и одмаздолюбива природа. Исто така се гледа и на Библијата, ризницата полна со богатствата на неговата милост, славата на низините вистини, кои се високи и како небото високи и допираат до вечноста, не се забележуваат. За мнозина Христос е како корен од сува земја и не ја гледаат во Него убавината поради која би го засакале. Кога Исус преку кого Бог му се открил на човештвото, дошол меѓу луѓето, книжевниците и фарисеите му зборувале: не зборуваме ли право дека си ти самарјанин и дека зол дух има во тебе?
Дори неговите ученици биле толку заслепени во себичноста на своето срце, што биле бавни да го познаат оној што дошол да им ја открие љубовта на тие кои биле обкружени со лоши луѓе. Сепак, Исус одел на ова земја и се дружил со таквите. Само на небото бил потполно сватен, на земјата не бил сватен. Оние кои се со чисто срце живеат како да се наоѓаат во видлива Божја присутност уште овде на овој свет. Исто така тие го гледат лицето Исусово и во идниот бесмртен свет, како што Адам го гледал додека одел и разговарал со Бога во Едемската градина. Сега гледаме како низ огледало нејасно, а тогаш лице во лице, вели апостол Павле. Здрави се чистите по срце, бидејќи ќе го видаат Бога. Hozana, Hozana, Hozana u visini. Tebe slavimo mi, Aleluja, radosno srcem svi, Aleluja. Budi slavljeno Gospode, Hozana u visini. Slava, slava, slava kralju kraljeva. Slava, slava, slava kralju kraljeva. Silan Bog si ti, Aleluja, hvalen opstojan si, Aleluja. Budi uzvišen Gospode, slava kralju kraljeva. Hozana, Hozana, Hozana u visini. Hozana, Hozana, Hozana u visini. Spasen je Bogu mom, Aleluja, slava i blagoslov, Aleluja. Mudrost, hvala i čast i moć i vlast u vijeke vjekova. Isus, Isus, Isus kralj je kraljeva. Isus, Isus, Isus kralj je kraljeva. Tebe slavimo mi, Aleluja, radosno srcem svi, Aleluja. Budi slavljeno Gospode, Hozana u visini. Svi slavimo, svi slavimo Gospodina. Svi slavimo, svi slavimo, svi slavimo Gospodina. Svi slavimo, svi slavimo, svi slavimo Gospodina. Svi slavimo, svi slavimo, svi slavimo Gospodina. Ivan vidje veliko mnoštvo otkupljenih, svi novu pjesmu Bogu pjevaju. Tisuće ga hvale, mirijade slave, svi kliču hvalu Kristu Bogu svom. Svi slavimo, svi slavimo, svi slavimo Gospodina. Svi slavimo, svi slavimo, svi slavimo Gospodina. Nema Boga kao što si ti, nema ga, nema ga. Nema Boga kao što si ti, nema ga, nema ga. I nema Boga što čudesa tvori, kao što i tvoriš ti. I nema Boga što čudesa tvori, kao što i tvoriš ti. Svi slavimo, svi
slavimo, svi slavimo Gospodina. Svi slavimo, svi slavimo, svi slavimo Gospodina. I čita svijet će se spasiti, i čita svijet će se spasiti, i čita svijet će se spasiti, ali sa Duhom presvetim. Svi slavimo, svi slavimo, svi slavimo Gospodina. Svi slavimo, svi slavimo, svi slavimo Gospodina. Isus, Isus, Isus ujutro, Isus u podne. Isus, Isus, Isus kad spušta se noć. Ljubi ga, ljubi ga, ljubi ga ujutro, ljubi ga u podne. Ljubi ga, ljubi ga, ljubi ga kad spušta se noć. Slavi ga, slavi ga, slavi ga ujutro, slavi ga u podne. Slavi ga, slavi ga, slavi ga kad spušta se noć. Marija, Marija, Marija ujutro, Marija u podne. Marija, Marija, Marija kad spušta se noć. Isus, Isus, Isus kralj kraljeva. Isus, Isus, Isus kralj kraljeva. Tebe slavimo mi, Aleluja, radosno srcem svi. aleluja, Budi slavljeno Gospode, Hozana u visini. После ова убава песна, еве повторно во програма, почитувани гледачи, поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите нашата утринска програма Добро утро, програма која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Посебен поздрав до диаспората, оние кои не следат во Австралија, во Америка и Германија или Холандија, Италија, така да сите сте добре дојдени во ова наша утринска програма. Ова емисија се снима и може да ја погледнете и подоцна на нашиот YouTube канал Радио Глас на надежта. На почетокот веќе спомнав дека денеска е петок, за еден дел од христијаните Велики петок. Всушност, кога читаме Библијата, навистина во петок се случило нешто многу трагично, кога римските војници неправедно го распнале, односно го осудиле пред тоа и го распнале Исус Христос, кој немал ниту една вина. И кога читаме во Евангелијата, во Матеј, во Марко, Лука и Јован, ќе го најдеме Пилат кој, за да докаже дека не нашол никаква вина или кривица кај Исуса, ги опрал, ги измил рацете и рекол: јас не наоѓам никаква вина. Меѓутоа, вие се одлучите. И потоа дал на гласање и знаеме што се случило. Таа маса на луѓе едноставно кренеле рака против Христа и рекле: распни го, крвта негова на нашите деца. А всушност ја гласеле за себе си и си прогласиле фактички смртна пресуда. Но да се подсетиме што се случило овде во тоа време пред 2000 години. Знаеме дека Исус уште во четврток бил на сослушување. Исус имал последна вечер, ако читате во Матеј 26 глава, овде во првиот ден на бесквасните лебови учениците пристапија при Исуса и го праша: каде сакаш да ти приготвиме да јадеш Пасха? Знаеме дека евреите ја прославувале Пасхата во чест на излигувањето на евреите од Египет. Меѓутоа, овде Пасхата ќе заврши. За време на Пасхата јаделе јагне печено и зеле кисело, символ на маките,
само то зеле ги символизира, а јагнето е символа за Исуса Христа. Меѓутоа сега вистинското јагне, Исус е веќе овде, само што не е фатен и не е распнат. Исус сега ќе воспостави еден нов обред, наречен вечера Господова или во народот познато причест. Ќе побара да донесат вино и леб. И до ден денес христијаните за време на Светата вечера го потребуваат виното и квасецот, односно лебот без квасец. И затоа, денеска лепчето, што го ние наврекуваме за Света вечера, нема во себе квасец, бидејќи квасецот е символ на гревот. И виното е шира или безалкохолно вино, тоа се употребува за обредот вечера Господа, зашто и алкохолот е символ за гревот. Но да се вратиме што се случило. Кога завршила Светата вечер, сега да не ги читам сите тие текстови, вие може си проверите во Матеј 26 глава од 70 стих, кога тука бил и Јуда, кој ќе го издаде Исуса, тој се веќе договорил со римските војници, кога ја имале таа вечера Господова, излегле, вели текстот, и се упатиле кон градината која била овде во непосредна близина каде што тие ја имале таа света вечера. Отишле во градината Гециманија. Тогаш Исус дојде со нив на местото кое се вика Гециманија. Го читам 36 стих. Им рече на учениците: седете тука, додека јас отидам онамо да се помолам на Бога, на Отецот. И знаеме, ова е една од најтешките, најжалните молитви на Исуса Христа, кога ќе каже: татко, ако е можно да ме помине ова чаша. Меѓутоа Исус морал да испива чаша до дно, односно да помине низ целиот тој пат за да стаса до Голгота. И додека тој се молеше, на неколку десетици метри учениците не успеа да останат будни, току заспаа, вели текстот. И пак ги остави и отиде да се помоли по трет пат и ги изговори сите зборови. Тогаш дојде при учениците и им рече: само спијте и почивајте. Еве наближи часот кога човечкиот син ќе биде предаден од рацете на грешниците. И токму во таа прилика се приближиле римските војници, и Јуда, кој бил во таа толпа на чело со римските војници, доаѓа кај Исуса, се поздравува и го бакнува. Тој им бил всушност и знакот, бидејќи Исус на дворешно почитувани гледачи не се разликувал од останатите луѓе во Палестина. Имал слични облеки, коса долга или брада, така да не бил физички препознатлив, но Јуда знаел кој е Исуса и тој се договорил со војници дека со бакниш ќе го издаде, односно ќе го назначи кого треба да го фатат. И еве што се случило. 49 стих. И веднаш се приближи до Исуса и го бакна, и го целива. А Исус му рече: пријателе, зошто дојде? Тогаш пристапија, положија раце на Исуса и го фатија. И ете, еден од нив кои беа со Исуса извади нож и гудри слугата на првосвештеникот и му го отсече увото. Знаеме, тоа бил Петар, секојаш брз сакал да го заштити Исуса, го вади ножот и му го отсекал увото на ова момче, нови слуга. Тогаш Исус му рече: врати го твојот нож на неговото место. И сега Исус вели: или мислиш дека не можем да го помолам мојот татко да ми испрати веднаш повеќе од 12 легии ангели? Меѓутоа, Исус тоа не сакал да го направи. Исус бил фатен и однесен во Синедрионот да го сослуша овде. Петар го прател каде Исус сега ќе оди, меѓутоа овде Исус бил тепан фактички и тие војниците го ударале, заушки му правеле и му велеле: проречени Христе, кој те удри. Потоа однесен бил кај Пилат, па кај Јафа, значи цела ног го шетале лево-десно да го истоштат психички, и на крајот знаеме што се случило кај Пилата, кој донел конечна пресуда, односно тој не сакал да донесе пресуда, меѓутоа тоа го препуштил на народот, кој рекле: крвта негова на нашите деца. Пилат прашува:
какво зло направил, а те уште посилно вика да биде распнат, а Пилат штом виде дека ништо не помага, туку викотницата станува се поголема, зеде вода и ги изми раците пред народот и рече: невин сум за крвта на овој помазаник, односно праведник. Вие гледајте се работата. Јас сум чист од моја страна. И целиот народ одговори: неговата крв на нас и на нашите деца. Тогаш им го пушти варава, а Исуса го бичува и го предадоа да биде распнат. И затоа петок некој го нарекува тежок ден. Всушност, Исус можел да биде распнат и во сабот, меѓутоа, очигледно, тој веќе ја најавил својата смрт, дека 3 дена ќе биде во гробот. И токму тој ден, петок, некад околу 9 часот предпладне, Исус бил распнат. А кога излегоа, сретна човек киринеец по име Симон и го принудија да му го носи крстот на Исуса. Знаеме, Исус од судницата на Пила во центарот на Ерусалим се упатил низ она улица Вила дела Роса и кон Голгота го носил својот крст. Меѓутоа еден човек доаѓал, се враќал од нива, Исус веќе уморен, пагел, се титурал лево десно, војниците го замолиле, го фатиле овој човек Киринеец Симон и му рекле: ајде, помогни му на Исуса, носи го крстот. Така тој му помогнал. И навистина, еве што се случило овде на Голгота. Исус бил распнат помеѓу двајца злосторници. Ако читате, значи 27 глава, почитувани гледачи, овде се добро напишано. А кога го распна, ги разделија неговите облики, фрлајки жребка, за да се исполни кажаното преку пророкот. Ги разделија лиштата мои меѓу себе и за облеката моја фрлија коцка или жребка. И навистина, тие 6 часови Исус ги поминал распнат на крстот. А доле имало маса на луѓе. Тука биле свештениците, војниците, обичниот народ. Имало и оние луѓе кои Исус ги хранел 3,5 години дека Исус шетал по улиците на Ерусалим. Сите биле уплашени, скаменети срца стоеле пред Голгота, пред крстот. Биле изненадени и се чуделе зошто Исус не направи чудо, а тој правил чуда, дури мртви воскреснувал. Меѓутоа писмото, почитувани гледачи, морало да се исполни. И што се случило тамо некаде попладне? Еве го текстот, околу 9 час Исус извика со силен глас и рече: или лама савахтани. Тоа значи: Боже мој, зошто си ме оставил? Навистина, тие биле тешки мигови за Исуса Христа. Морал да испие чашата до дно. Тоа било чаша на беззаконија, на греови твои и мои драги пријатели. Исус се заложил целосно да го исполни словото, односно пророштвото, и да ја плати таа голема цена за нас, да не откупи од оваа вечна смрт на оваа грешна земја, еден ден повторно да ни возможи прилика да бидеме со него. И навистина, Исус овде умира, меѓутоа, кога тој издивнал, што се случило во останатите гробови? Еве го текстот. И ете, завесата на храмот се расцепи надве, одзгора надолу, и земјата се стресе и карпите се распукаа. А гробовите се отворија и воскресна многу тела на упокоени свети. Излега од гробовите по неговото воскресение, влегува во светиот град и се јавија на мнозина. Значи, ова е многу важен момент. Со Исусовата смрт и воскресение воскреснале и праведни луѓе, кои се покажале кај своите роднини пријатели и потоа биле вознесени горе на небото. Но за тоа ќе зборуваме малце повеќе во наредната емисија, во понеделник, кога ќе читаме и ќе размислуваме за самиот чин на воскресение. Зошто е многу важно да веруваме не само во Исусовата смрт, почитувани гледачи, туку и во неговото воскресение. Ако немало воскресение, се би било залуд. И нашата надеж како христијани не би имала никаква вредност. Ние денеска веруваме во задгробен живот, веруваме во нов живот, дека покојните еден ден ќе воскреснат. Не во часот на смртта, дека тие се заминати во рај или во пекол, не, туку кога Исус ќе дојде по втор пат. Еве, тоа беше кратко размислување за Велики петок, за тој голем ден кога Исус ја плаќа цената со својот живот
ја пролила својата крв за ние да живееме еден ден со него во вечноста. Продолжуваме со песна. После ова песна, почно гледачи, еве полека се ближиме кон крајот на ова наша денешна утринска програма. Би сакал овутро да ви ја рекламирам и да ви ја понудам книгата Куда после смрти. Да, ова книга е на српски јазик, но верувам дека го разбираме овој јазик, книгата е многу интересна, но вие кои сакате да слушате и да гледате, значи ова книга е всушност филмована и извадена, направена е серија на предавања. Така да ако отидете на YouTube, на Глас на надежта ТВ, значи добро запамтете, Глас на надежта ТВ, таму има цела серија од неколку предавања токму кои зборуваат на ова тема каде после смртта. Што се случува со покојниот? Дали душата оди во рај? Дали оди никаде? Дали во пекол? Кога ќе се случи тоа воскресение? Зошто нашата надеж е во воскреснатиот Исус Христос? Токму ова книга тоа ни го обработува. Цената е многу популарна. Ако сакате да имате, може да нарачете на нашата адреса преку мејл или на нашиот телефон. Одиме сега со мал джингл, а потоа повторно ќе се вратиме да ја рекламираме и до песната Библиска школа. За сите вас, почитувани гледачи, кои сакате да изучувате Библијата по дописен пат, ви нудиме бесплатна дописна библиска школа под наслов Библијата зборова.мк. Слободно отидете на интернет, запишете ги, значи, ова реченица, Библијата зборова.мк и ќе може да навлезете во самиот сајт и да се запознаете со 8 интересни проучувања кои ќе ви помогнат подлабоко, посериозно да ја запознаете Библијата, односно Светото писмо. Да видиме сега рекламата. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата,
Имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве полека, драги гледачи, дојдовме до крајот на ова петочна утринска програма. Ми беше задоволство што можевме да се дружиме и да поминеме скоро еден час заедно со песни и со овие интересни содржини кои ги приготвивме за вас. Утре сабота, за некој велика сабота, недела ќе биде првиот ден на Велик ден. Многу од нас, многу луѓе ќе се поздравуваат со она позната изрека Христос воскресе, навистина воскресе. Ние повторно ќе се видиме во понеделник, тогаш ќе биде вториот ден на Велиден, ќе кажеме нешто повеќе за самото воскресение на Исуса Христа. А до тогаш останете со здравје, Господ нека ве благослови, радувајте се, да се радуваме сите, зашто на Велик ден Исус ја победи смртта, оној вековен непријател на човекот. Не она прва смрт, која денеска постои, ќе постои до Христовото доаѓање. Исус ја победил втората смрт, таа вечна смрт од која нема будење. Затоа малку повеќе ќе кажеме во нашата наредна емисија. До тогаш ве поздравувам и посакувам секој добро. Останете со здравје. Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме.